Повикот за избувнатиот пожар во дискотеката Пулс го добивме некаде околу 2 часот и 35 минути. Кога стигнавме таму, од вратата се гледаше густ чад. Не гледавме пламен, само се трудевме да ги извлечеме децата. Тоа одеше тешко, бидејќи беа испреплетени едни со други. Ова беа дел од исказите изнесени на денешното судење за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани од страна на двајца пожарникари кои кобната вечер се бореле со огнената стихија. Во своите сведоштва детално опишуваа каква била состојбата надвор пред дискотеката, но и внатре, каде најголем дел од децата биле заглавени. Според кажувањата на сведоците, најголем дел од децата биле заглавени на влезната врата, во просторот кај билетарата и во тоалетите. Еден од пожарникарите објасни дека при вадењето на децата до паркингот имало и полицајци и обезбедување кои помагале. Кога стигнавме таму имаше многу деца кои пискаа и бараа помош. Кога се симнав од возилото, лежеше една девојка и пристапив да ѝ дадам прва помош. Во еден момент медицинско лице ме фати за рака и ми кажа: "Господине, девојката е почината." Кога влегов внатре имаше многу деца кои бараа помош. Затекнав лица паднати на земја и преплетени едни со други. Најмногу повредени и починати лица имаше во ходникот пред да се влезе во дискотеката. После тој ходник внатре затекнав 2 целосно изгорени лица. Пред тоалетот внатре имаше хидрант за гаснење на пожар, но немаше вентил за да се пушти. Покрај пожарникарите денеска сведочеа и двајца повредени во пожарот. Тие пред судот кажаа дека билетите за влез ги купиле од билетарата на дискотеката и притоа за тоа не им била издадена фискална сметка. И двајцата кажаа дека настрадале од стампедото кое настанало при излезот од вратата. Пред 16 март 2025 година во дискотеката последно бев во 2024 година. Овој пат немаше тераси и плафонот беше спуштен надолу. На кај 2:30 некој почна да вика да излеземе надвор. Од она што го видов тогаш, плафонот веќе беше до половина изгорен. Тогаш сите почнавме да излегуваме надвор и имаше многу гужва. Она што го паметам е дека стигнав скоро до вратата и тогаш настана стампедо. Паднав на земја и не се сеќавам на ништо. Се разбудив надвор на паркинг. Имав изгореници на зглобот, колкот и рамото. Пред почнувањето на денешното рочиште, Јулија Златкова, мајка на едно од загинатите деца, рече дека имаат сознанија дека братот на сопственикот на дискотеката Пулс од затвор врши притисок врз сведоците. Имаме сознанија дека лицето Ј, кој се наоѓа на одржување мерка притвор во затворот во Скопје, му дава на користење телефон на лицето Тодор Јованов, брат на монструмот, кој преку Вибер комуникација врши притисок врз сведоците на обвинителството. Ги повекуваме надлежните служби да ја проверат оваа информација и детално да го проверат телефонот и комуникациите кои се остварени преку овој телефон. Адвокатот Еленко Миланов рече дека за поголем број од луѓето кои се осомничени, постапката треба да запре, бидејќи не биле присутни таа вечер во дискотеката Пулс. На поголем број од овие луѓе кои што се овде, постапката треба да запре затоа што лица кои што не се присутни таа вечер и не се на должност со конкретни обврски кои што можеле да бидат превземени или не превземени како пропуштање за причина, за последица, за настанување на самиот пожар. На денешното рочиште не беше сослушан последниот сведок, бидејќи судењето беше прекинато на барање на одбраната на газдата на објектот Гроздан Милковски, поради влошување на неговата здравствена состојба. Наредното судење е закажано за 19 февруари.